Ве каниме на една хуманитарна акција насловена Подари надеж, подари љубов, подари поддршка. И млад организатор од мојата десна страна, Ненад Димчевски. Добро утро. Добро утро и од мене и до вашите гледачи. Кога ќе се случува прво хуманитарната акција? Вака, хуманитарната акција ќе се случува на 18 и 19 април во Домот на културата во општина Слопиште со почеток од 11 часот. Накратко да ни објасните за каква хуманитарна акција станува збор. Ова е еден вид на хуманитарна акција која представува иницијатива со цел да се помогне на некому каде што најмногу му е потребна помош, односно наму каде што најмногу боли, пред се на децата без родители и на некое социјално загрозено семејство. Со тоа што тука ги повикувам сите граѓани да се обединиме сите заедно и да учествуваме во оваа хуманитарна акција со цел да придонесеме многу за некој што стварно му фали нешто и ќе му значи во животот. Добро, предпоставувам меѓу сопиштанци веќе е пуштен зборот да знаат каде треба да бидат на 80 и 19. Главните цели кои се за организирање на еден ваков настан од страна на млад човек? Вие сте навистина доста млад, влегувате во една ваква хуманитарна акција и треба да бидете поттик во заедницата? Точно. Значи, како една од главните причини за организирање на овој настан е тоа што стварно некому на животот му фали нешто што ние го имаме секој ден, со тоа што не сме задоволни со тоа што го имаме во животот, тоа е дефинитивно. Како главна цел на овој настан е да се соберат донациите, собрани преку храна, облека, училишни прибори и слично, или пак со поддршка на финансиски средства, но тука има и основна цел со тоа што да се подигне свеста кај луѓето за колку е важна хуманост и солидарност. Бидејќи како што напомнав, стварно на некој му фали нешто што ние го имаме постојано во животот. Добро, да се подари надеж, да се подари љубов и да се даде поддршка, што представува за вас? Тоа за мене значи дека да покажеме на некому дека никој не е сам тука, дека сите сме сплотени заедно. Всушност, надежта значи не поддржува нас луѓето да идеме напред во животот, додека пак љубовта ни дава топлина, а поддршката ни дава сила. Тоа се мали нешта што на луѓето им значат многу и прават огромна разлика за некој што има потреба за барем основни средства за потреба на секојдневниот живот. Така е, да. Ги споменавме сопиштанци, а како останатите може да се вклучат? Сите граѓани може да се вклучат во оваа иницијатива. Секој граѓанин што ќе дојде со самото свое учество, освен тоа што ќе придонесе донација на овој настан, како што напомнав, било како вид на донација од пакетче храна, облека, училишни прибори или слично, со самото нивно учество тие ќе придонесуваат со нивната насмевка, со нивната позитивна енергија за овој хуманитарен настан стварно да стане нешто што ќе биде коректно и окей. Да, и нешто што претпоставам ќе биде и традиција. Точно, да. точно. Добро, кога ќе ги соберете сите, па и средства и дел од она што повикувате и на храна, и на училишен прибор и така натаму, како ќе оди селектирањето, кое каде е потребно? Имате ли контакти со луѓе на кои што им е веќе потребно или ќе контактирате со некоја организација? Веќе имам контактирано со една организација, во договор со таа организација, дел од тие донации ќе бидат наменети за конкретно за таа организација, а додека пак во моментов чекам анализи да видиме кое семејство првично пред се од нашата општина до општина Слопиште, доколку има потреба некое семејство за кое социјално загрозено да се дадат донации, ги чекам резултатите од анализите да видиме каде точно ќе отиде другиот дел од донацијата. Добро, како мислиш дека оваа акција ќе влијае на целата заедница? Па, според мене лично, моје лично размислување, мислам дека ќе се сплоти заедницата, а всушност се спојуваат сите луѓе заедно со тоа што секој човек, еден човек кој ќе осети потреба од некаква помош во тешка ситуација, тој самиот по себе е инспириран да помогне на некој друг, со тоа што се зголемува чувството, односно свеста на припадност и на солидарност кај луѓето. Добро, предизвик некој со кој што се соочувавте при организацијата имавте ли? Секако, како секоја организација што има своји предизвици, и оваа организација, пред се од организацијата до координација, па и како што најбитно и до поддршката, се соочував со многу предизвици, но меѓутоа кога сакаш нешто да го направиш од срце и од душа, стварно сите предизвици се надминуваат па колку и да се тешки. Секако ми значи поддршката многу од моето семејство, од моите пријатели кои што веруваат во мене и ја
поддржуваат оваа акција. Убаво што спомена пријатели, поддршка има? Има од многу. Има, да. Ќе бидат присутни на терен да помагаат. Секако, да. Да, добро, тоа е убаво да се слушне. Секој може да направи дури и мал гест. Сега споменувате многу нешта што се потребни, може ли да алудирате на нешто што е па најпотребно, еве да знаат и граѓаните каде да ги насочиме, дали тоа може би е храна и каков тип на храна да биде? Оти многу домаќинки имаме, особено во таа општина. Точно, да. Значи, и со еден мал гест секој може да придонесе многу, бидејќи како што напоменав, кога ќе кажам еден мал гест, личи на нешто мало, но меѓутоа кога ќе се спојат од илјадници луѓе, тоа за некој прави огромна разлика во животот. Секој може да помогне, барем со пакетче храна, како што напоменав, се секој тоа да не е готвена храна, но меѓутоа да е... Затоа велам да ги насочиме малку. Да не е готвена храна, да биде пакувана храна од продавници со рок на траење. Највеќе алудираме на храна, на облека и секако кој колку може на финансиски средства. Така, добро. Како малите дела на добрина може да направат голема разлика? Вака, малите дела на добрината може да направат голема разлика, со тоа што пак ќе напоменам дека едно мало нешто може не значи многу, но меѓутоа кога ќе се спојат повеќе луѓе, кога ќе направат повеќе добра, повеќе мали добра, за него прави огромна разлика во животот. Ненад, посакувам со лесно да оди. Ви благодарам. И посакувам ова да стане традиција и следниот пат и повеќе пријатели и другари кои што ќе помагаат да биде уште поголема оваа акција. Ви благодарам многу, ги повикувам сите граѓани да учествуваат на оваа акција, со тоа што ќе кажам дека пак хуманоста не се мери по донацијата, туку се мери по големината на срцето. Ги повикувам сите да се сплутиме, сите заедно да помогнеме наму каде што најмногу боли. Благодарам. Ви благодарам и на вас.